на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. По неколку дена консултации доставен е предлог до собранието за нов гувернер. Трајко Славевски е предлогот на претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Професорот и поранешен министер за финансии од редовите на ВМРО ДПМН е Трајко Славевски и изборот на Силјановска-Давкова за гувернер на Народната банка, потврдуваат од кабинетот на претседателката. Силјановска го направи конечниот избор за прв човек на најважната финансиска институција во државата, по попладневните консултации со премиерот Мицкоски. При донесувањето на одлуката, претседателката се водеше од стручноста и компетентноста, дигнитетот и интегритетот, како и реалната можност за именување на кандидатот. Би сакале да потенцираме дека изборот беше тежок со оглед на докажаниот квалитет на сите кандидати, соопшти од Силјановска-Давкова. Индиректно кандидатурата ја потврди и самиот Славевски, кој веднаш по информацијата дека предлогот е стасан во парламентот, на платформата X објави фотографии од книгата кога претседателот повикува разговори со креаторите на економските политики и коментар: професионалците никогаш не импровизираат. Славевски во моментов е претседател на Советот на град Скопје. Зад себе има богата академска и политичка кариера. Иако има партиско искуство, Силјановска веќе коментираше дека нема законска пречка политичар да биде избран за гувернер. Законот не дозволува додека сте на функција, така вели членот, додека сте на функција, да знаете дека функцијата е инкомпатибилна со партиско членство. Така вели. Не вели дека ако сте биле некогаш, ние сме имале извонреден гувернер Петар Гошев, кој што бил претседател на партија. Значи, немало проблем. Во тоа работата е вие, додека функционирате, да заборавите на партиски влијанија и да се водите од предизвикот на професијата. Професорот Славевски беше во потесниот избор за гувернер, заедно со актуелната гувернерка Анита Ангеловска-Бежовска и поранешниот министер за финансии, исто од редовите на ВМРО ДПМН Зоран Ставревски. Мандатот на Бежовска завршува денеска, но таа ќе извршува функцијата до изборот на новиот гувернер од парламентот. По добиената потврда од пратениците, Славевски ќе раководи Народната банка во наредните 7 години. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Премиерот Христијан Мицкоски им дал рок на коалицијските партнери до крајот на неделата да предложат нов министер за здравство, воедно и заменици за одбрана и земјоделие. За судбината на директорите кои не го следат Таравари, одлука ќе се донело дополнително. Им дал рок на вреди до крајот на неделава да го предложат новиот министер за здравство и замениците во одбрана и земјоделие. Ваков договор паднал на вчерашната коалицијска средба која имал со лидерите на оваа партија која е дел од владината коалиција. За судбината на 50 на директори кои се откажаа од Таравари, премиерот вели дека ќе се одлучува дополнително. Тоа се стратешки теми за кои што ќе се разговара дополнително. Бидејќи следат локални избори, потребно е да се гледа пошироко целиот контекст. Не е едноставно, но на кое што е важно е дека владата е стабилна, силна, има речиси двотретинска поддршка во рамките на парламентот и јас очекувам да продолжиме со коалицијата вреди, онаму каде што би рекол на излезе поранешниот министер за здравство, кој што за жал ја промени реториката во последните неколку денови и сега е во прегратките на оние кои што повеќе од 2 децении го криминализира општеството во Македонија, ја плячкосува, ја урнесува, ја срамеа, но тоа е негова одлука. Таравари веќе неколку дена не ги коментира заминувањето од неговата партија откако викендов дел од поранешните сопартијци ги обвини за предавство. Утрово информираше дека остварил средба со албанскиот премиер Рама за како што вели да му ја честита победата на изборите.
За време на разговорот беа дискутирани и прашања од значење за албанците во регионот, како и потребата за зајакнување на меѓуалбанската соработка на сите нивоа, политичко, институционално и општествено, се вели во соопштението на партијата на Таравари. Средбата со Рама следи на само неколку дена по средбата на вице-премиерот Фетај со косовскиот премиер Курти, по која и јавно соопшти дека нема да го следи Таравари на патот кон Дуи. Александар Спасовски, Сител телевизија. Среда со високи владини представници во Скопје ќе допатува високата представничка на Европската унија Каја Калас. Таа доаѓа в петок, откако претходно ќе престојува во Белград и во Приштина. Високата представничка на Европската унија за надворешна и безбедносна политика во петок доаѓа во Скопје. Каја Калас ќе се сретне и ќе одржи заедничка пресконференција со премиерот Мицкоски, но ќе има и набиена агенда. Со министерот Муцунски ќе го отворат првиот диалог за безбедност и одбрана помеѓу Европската унија и Македонија, што следи по склучувањето на билатералниот договор за безбедносно и одбранбено партнерство во ноември минатата година. Калас во придружба на министерот за одбрана Владо Мисајловски ќе ја посети и постојаната Балканска медицинска работна група. Во рамки на посетата на Скопје, како што најави Европската служба за надворешни работи, Калас ќе има средби со представници на младенски и студентски организации од земјава. Македонија е првпат на агендата на западно-балканската турнеја на Калас, која минатиот месец ги посети Црна Гора, Албанија и Босна и Херцеговина. Покрај во Македонија, шефицата на европската дипломатија од денеска до петок ќе ги посети и Србија и Косово. Целта на сите овие посети според најавите е да се покаже посветеноста на Европската унија на Западниот Балкан и поддршката на перспективите на земјите од регионот за членство во унијата. Калас во петокот во рамки на самитот на Европската политичка заедница во Тирана, на која присуствуваше и премиерот Мицкоски, порача дека Македонија прави добар напредок и дека не е во ред билатералните прашања да ја кочат европската интеграција на земјата. Но еден ден претходно, првиот човек на Европскиот совет Антонио Кошта од Скопје порача дека унијата нема план Б за европската интеграција на Македонија и дека без уставни измени земјата нема да напредува. Македонската влада пак и натаму останува на ставот дека уставот нема да се менува без гаранции дека тоа ќе биде последна пречка и последно барање на Софија. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Стартуваше обновата на клиниката за гинекологија, а со британските пари се најавуваат многу покрупни зафати, меѓу кои втората фаза изградба на клинички центар во Скопје. Клиничкиот центар во Штип, заедно со Медицинскиот факултет, студентскиот дом, болницата во Кичево со здравствен дом и реконструкција на клиничката болница Тетово, сега повеќе не можеме да зборуваме за години или месеци, ќе зборуваме за недели. Од почетокот на нивната реализација, бидејќи остануваат уште некои ситни детали кои што треба да се доусогласат со нашите сега веќе стратешки партнери од Обединетото кралство. Тоа се добри вести за граѓаните и очекувам овој проект позитивно да заврши со убави резултати, а следен чекор да биде овој голем клинички центар за кој што вие зборувавте. До реализација на овој проект, јас навистина мислам дека пациентите ќе добијат поквалитетна здравствена заштита, ќе се намалат листите на чекање и ќе бидат подостапни специјалистичките и субспецијалистичките прегледи. Од друга страна, представува една сериозна поддршка за здравствените работници, кои што ќе видиме дека може да работат во современи услови и во јавното здравство.